Почитувани гледачи, добар ден и добре дојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Имам специјална чест мои денешни гости да бидат дечињата од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. Ајде да им пратиме многу бакнеши и да им мафнеме нашите драги гледачи, да ги поканеме заедно со нас да останат во новата епизода на Супер Звезда и заедно со нас да ги откријат тајните на Природонаучниот музеј на Република Македонија. Дечки, подготвени ли сте? Спремни ли сте заедно со мене да направиме една убава емисија во која што гледачите ќе уживаат исто оноку колку што ќе уживаме и ние? Да! Тргнуваме? Да! 3-4, ја! Поназарај гледачи. Драги дечиња, еве на местото на настанот. Сега сме во Природонаучниот музеј, а до нас се наоѓа нашиот домаќин Лиле. Здраво, Лиле, да ве представам, значи вие сте Лилијана Стефановска, дипломиран биолог, едукатор. Да, на работно место едукатор. Што е вашата работа овдека во музејот? Едукаторот работи повеќе работи во овој музеј, но сепак една од основните работи е да осмислува, да организира и да реализира едукативни активности, нели наменети за повеќе целни групи, но сепак тоа се пред се дечињата од предучилишна возраст и учениците од основно и средно образование. Кажете ми, Лиле, јас сум разговарал со многу луѓе од различни професии, сакам ја вас да ве прашам, како е да се работи во музеј? Па убава, многу е убава. Доаѓаат разни луѓе од секаде, напорно ли е? Па, може да се каже дека е напорно, има доста посетители. Доаѓаат, најчесто се посетителите од Скопје, но имаме посетители и од другите градови, широм Македонија, има странски туристи, така. Значи со комплетно уживање работите вашата работа. Апсолутно, апсолутно. Супер. Дечки, како се чувствувате вие тука? Подготвени, расположени да поставувате прашања? Да, ајде да видам кој има подготвено прашање да постави. Кој ќе го постави првото? Оваа прекрасна кукличка Злато, ајде да ми кажеш кој е твоето прашање, повели. Здраво, јас се викам Софија и моето прашање е од кога постои овој музеј? Благодарам, Софи, прекрасно прашање. Ајде да Лиле да ми каже од кога е овој музеј. Благодарам и од мене на прашањето. Националната установа Природонаучен музеј на Македонија е дечиња најстариот музеј, или ние велиме најстарата биолошка установа во Република Македонија, основана уште во далечната 1926 година во месец октомври, што значи следната година, значи во октомври 2016 година, ќе го славиме јубилеот 90 години од нашето постоење. Голем аплауз. Ова е навистина, значи прекрасен момент да имаме можност денеска сме специјални гости во еден од најстарите музеи во Република Македонија. Значи до година 90 години. 90 години јубилеј, да. Како дедо ми. Да, прилично стари сме, тоа си го кажуваме. За оние кои покасно се вклучија, почитувани гледачи, денеска Супер Звездите се специјални и ексклузивни гости во Природонаучниот музеј на Македонија. Веднаш до мене се наоѓа господинот Зоран Николов. Зоран, здраво живо, како сте? Добро, вие како сте? Добре ни дојавте во новата емисија Супер Звезда, се чувствуваме одлично. Значи, дечки, како сте вие, да? Добре, супер. И сакам да ве представам дека вие сте кустос во овој музеј овдека. Уживате ли во вашата професија? Сигурно, тоа е професија која што е многу динамична, покрива доста области, значи секогаш има нешто ново што да се проучи, да се пронајде, да се открие и така натаму, така да постојано има работа. Не се запира, значи на едно, тоа е тоа и крај. Ностоп се наоѓа нешто. Така е, секое истражување, секоја теренска работа нуди можност за откривање на нешто ново, за нешто што не сме го забележале до сега. Постојано ги забогатуваме збирките, постојано се полнате полата, изложбите ги менуваме, одредени изложби правиме од време на време и така натаму. Прекрасно, дечиња, разгледате вака наоколу. Кажете ми што гледате, а? Гледате фосилни остатоци, така? Има ли некој прашање што сака да го постави? Еве, Злато, повели ти кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ивана. Моето прашање е дали ова се коски од диносауруси?
Прекрасно прашање, Ивана, супер. Ајде да видиме, Зоки, дали се ова коски од диносаурус? Не, ова не се коски од диносауруси, припаѓаат на група на животни кои што живееле на овој дел од Балканскиот полуостров и се стари помеѓу 3 и 5 милиони години до 7 милиони години, а диносаурусите се постари од 65 милиони години. Она што е интересно да се каже во текот на историјата на историскиот развиток на земјата е дека распоредот на морињата и копната бил различен. Во тој период овој дел од Европа во најголем дел покриен со море, така да немаме фосилни остатоци од диносауруси. Малку напорно, но многу интересно, почитувани гледачи, има многу овој работи што може да се видат овдека во Природонаучниот музеј на Македонија. Дечки, како си поминувате? Супер. Уживате? Да. Сега тука ќе ви го представам, Чичко Методија Велевски. Мето, здраво, добре ни дојде. Добре ве најдов. Како си поминувате? Весело ли е? Не да е весело, него супер, а? Дечки, како е? Супер. Значи, нема зборови кои може да опишат колку денеска уживаме овде. Вие ми е драго. секој ден вака уживате? Секој ден. Многу често има вака ученици доаѓаат на посета, ги водиме низ музеот, им раскажуваме тука за примероците, за птиците, за рибите, за сунгерите, за се што е изложено. Браво, вие сте инаку биолог по професија, овдека работите како кустос, работите со дечиња, уживате ли во вашата работа? Се разбира, од време на време и покрај едукаторот и ние кустосите водиме група и тоа ни е еден од најубавите делови во нашата работа, кога можеме со деца да поминеме низ музеот и да им раскажеме за тоа што го гледаат овде. Каде ги водите вие сите посетители кои доаѓаат, за кој дел сте вие специјализирани? Јас сум специјализиран точно за ова што го гледаме овде сега околу нас, тоа се птиците, меѓутоа, во зависност од возраста на децата и од нивните интереси, можеме да ги водиме низ целите изложби, секој од нас кустосите е доволно остручен да ги води посетителите низ целата изложба на музеот. Тука видовме на овој спрат дека има и змии на едно место, и риби на друго Да, место. на овој спрат во музеот се рбетните животни, значи бевте долу ги видовте безрбетниците, тука се животните што имаат рбет. И тоа се кај се рибите, водоземците, влекачите, птиците и понатаму цицачите. Значи сите тие имаат една заедничка особина, имаат коскен рбет. Сега да видиме дали дечиња вие сте подготвени, имате некои прашања што би сакале на Мето да му го поставите? Мате, кој е твоето прашање, Злата? Моето прашање е дали има риби преселници како птиците? Прекрасно прашање да пукне. Нели има птици преселници? Има и сите знаат, меѓутоа ретко кој знае дека има и риби преселници. Дури и во Македонија има една риба што се сели, се вика јагула, таа е издолжена, личи така малку на змија, можете да ја видите во тој дел таму каде што се рибите, и од македонските реки и езера, јагулата преку реките, значи преку Вардар порано, сега реките Дрим во Македонија и во Албанија, преку Јадранско море или Егејско море, го минува целото Средоземно море и оди во Атлантскиот океан, покрај брегот на Средна Америка и таму се размножува. Малите јагули полека се враќаат по целиот пат назад и точно знаат во кои реки биле нивните родители, каде што отишле да се размножуваат. Значи, Иако никогаш не биле овде претходно, тие таму се раѓаат и се знаат враќаат. каде да се вратат. Многу интересно, прекрасно прашање. Браво, Мата. Злато, имаш ли ти прашање некој? Кој е твоето прашање? Моето прашање е дали краставата жаба е отровна. Супер, имаше таа една крастава жаба, еве и сега ќе може да ја видиме. Отровна ли е краставата жаба? Отровна е, меѓутоа не ако ја фатите со рака. Сосема е безопасна. Се разбира, вие нема да ја изедете краставата жаба и да се отруете, меѓутоа многу кучиња, лисици и други животинчиња од време на време може да изедат крастава жаба, но од неискуство не ги научиле нивните родители дека не се јадат крастави жаби и во тој случај може да се отрујат. Тука е проблем, значи нема јадење крастави жаби, готово. Договоривме денеска. Имате и вие прашања? Дојдете вамо брзо. Ајде, кој е твоето прашање, Злато? Моето прашање е колку змии има кај нас? Прекрасно прашање. Опа, ова многу мина ќе ги интересира. Имаме ли змии ние во Македонија? Имаме дури 16 различни видови змии. 16 различни видови змии. Помали, поголеми, најмалата расте само толку, само 20 на сантиметри и личи на црв. Значи само кога ќе видите дека има очи, може да разликувате дека е змија. Живее исто во земја, под камења, буквално се вика црвовидна змија. Најголемата е околу 2 метра долга. Прекрасно. Ајде видам, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ивана. Моето прашање е дали сите змии се отровни и која е најотровна змија? Да,
пукне, ајде да познаеме која е сега најотровната змија. Поред тоа дали се отровни змиите, имаме три групи. Неотровни, полуотровни змии и отровни змии. Значи, 2 змии се полуотровни, 3 се отровни. Овие останатите 11 се неотровни змии, тука се смоковите, белушката и некои други. Од отровните змии, најотровна е поскокот. Тоа е една релативно мала змија, до 90 см расте, во пониските суви топли предели, под камења, во шуми живее. Доста е често распространета кај нас, има една шара на грбот како бројаница и рокче на носот, пошто лесно се распознава. Здраво, јас сум Леа и мене ме интересира колку време е потребно за да го разгледаме целиот музеј. Прекрасно прашање. Лиле, дали ќе бидеме брзи и кратки или ќе ни треба време да прошетаме и да видиме се? Не знам баш дали можеме толку брзи и кратки да бидеме, како и да е, значи време траењето на разгледување на постојаните изложби можеби не може точно и прецизно да се каже, заради тоа што пред се зависи од интересот нели на посетителите, но сепак еве да кажеме кога се работи за течења кои што се од основно образование, од средно образование, вообичаено таа посета, таа тура, тоа разгледување низ постојаните изложби трае некаде околу час до час и половина. Супер. Каде ви е побаво? Тука или на училиште? Тука! Значи остануваме? Да! 3, 4, Се наоѓаме на едно многу интересно место, почитувани гледачи. Веднаш до мене се наоѓа господин Македон Петличаров. Господин Македон, добре дојдовте во Супер Звезда. Мило ми е што дојдовте. Ќе ни кажете ли каде дојдовме сега ни? Сега се наоѓаме во оделението за палеонтологија, во една од работилниците каде што се чистат фосилните материјали. Може да ги видиме кои се тие фосилни материјали. Ова се вистински фосилни материјали? Да, оригинал. Не се реплики, значи. Нема ништо овде реплика, све е оригинал. Се што може да видиме и да пипнеме дури денеска ова пред нас што се наоѓа е нешто од фосилни остатоци од некои животни од минатото, така? Така. Ние овде што ги гледаме овие животни претежно ќе ги спомниме, ќе ги цитирам. Имаме глави као ова што е долна вилица дива свиња. Горна вилица од елен. Ова е плешка од жирафа. Живеела жирафа овде, не? Живееле. Ова е бутна коска од мастодонтот. Тоа е претходница на денешниот слон. Така, значи претходница на денешниот слон се викал мастодонт. Мастодонт. Понатаму? Ова ни е горна вилица од носорог. И носороз има? Имал, кај нас се најдени 4 врста. А ние денешниот носорог знаеме дека има со еден рог или со два рога. Кај овие наши фосили што ги имаме најдено 4 врсти, али немаме уште најдено со рог, со еден рог. Со еден рог само, да? Така, они имале, првите биле, доле имале два испакнати заби, други имале два подигнати вака, и другите ги имале без ова, немале рогови. Значи така имаме 4 врсти на носорози. Имам едно прашање. Од кое време потекнуваат овие фосили што ги гледаме? Потеклото му е различито. Најмлади се, да ги речам така, негде околу 4 милиона, 10 милиона години од денес, пред нашата ера, па све до негде 20 до 25 милиони. Тука се нашите фосили во Македонија до сега со таква старост. Значи денеска имаме можност да ја допреме историјата. Да одиме милиони години наназад. Дечиња, ви се верували што се случува денеска овде, а? Па, Интересно ли? да. Еве, допрете слободно, пипнете, да видите како изгледа да се допре дел фосилен некој остаток од животно кој живеело од 4 до 20 милиони години пред нашата ера. Значи, ова е навистина еден специјален момент и специјална прилика. И ви благодариме многу што ни овозможивте еве да бидеме токму овде
и да уживаме, значи, во оваа наша денешна емисија, а воедно и да им презентираме на нашите гледачи да можат да видат што се наоѓа во Природонаучниот музеј овде на Македонија. Ова се значи фосилни остатоци кои се уште не се изложени. Да, не се изложени, овие се тек сега очистени, треба да се измерат нормално, да се земат податоци, зашто во една ваква коска секој спупчение си има свој значај и си има свое име. Така, и се знае од кое животно доаѓа. За да сега ово животно, да речеме нашиот кустос, не знае што е. Али затоа во светот има книги, има палеонтологија, палеонтологијата не е денешна наука и таа е стара исто. Кога ќе спореди фотографија од некој такво издание, ќе рече да, ова е нога од конџе. Тоа е хиперионот. И Ќе се дојде до точен заклучок. доаѓа до точен заклучок, дали е сега тибе или фибула, значи горна или долна коска на ногата, она стручно си го знае. Тоа према мерките, према формата, ќе каже да, ова е горна бутна коска. Најверојатно ова треба да биде од елен или хиперион, од кој? Здраво, јас сум Леа. Моето прашање е, ако ова не се коски од диносауруси, тогаш што се? Ајде да видиме. Чкозоки, од што се тогаш коските кога не се од диносаурус? Значи, коските припаѓаат на животни кои што ги означуваме како пикермиска фауна, според едно место Пикерми во Грција, каде што првпат се откриени. Значи, тука припаѓаат коски од животни кои што некога живееле тука, меѓутоа поради настапувањето на леденото време, тие исчезнале. Нивните потомци денеска се среќаваат во тропски и субтропски предели. Значи, имаме фосилни остатоци од предци на слон, од предци на носорог, од предци на коњите денешни, жирафи, козорози, антилопи, газели, хилокотериум, ацилотериум и така натаму. Нема што не. Да, така е, така е. Значи, сите тие се пронајдени во Македонија, во централниот и југоисточниот дел, во најголем дел и се пронаоѓаат тогаш кога се прават поголеми или покрупни градежни работи, пробивање на патишта, тунели, рудници и така натаму. Дознавме дека се наоѓаат на голема длабина. Не може да се најдат на метар два, најчесто на 5, 7, 10. Така е, така е. Исклучителни се случаевите кога имаше поради свечиште на земја да се откријат, меѓутоа во најголемта се на поголема длабочина. Од сите овие животни што ви ги спомнам, може би интересен факт дека тука имаме пронајден еден запад мамут, кој што е пронајден во колината на Зелениково. Не, нажалост не е се уште изложен во кај нас овдека во изложбата да се види, меѓутоа, значи мамутот доаѓал на овие простори. Кој каде го има најдено заботот мамут? Тоа е во село Орешје, во околината на Зелениково. Човек при копање на бунар на околу 20 на метри го пронашал и среќа го донел во музејот. Значи, бидете внимателни, доколку работите нешто во дворот и копнете малку подлабоко, се е можно да најдете дури во вашиот двор. Македонија изобилува со фосилни остатоци. Така е, така има поголем број на оѓалишта, особено се интересни оние во околината на Велес, Делчево, село Вешие Неготинско, Горни Дорни Дисан и така натаму. Па добро, ја би кажала дека Македонија се одликува со исклучително богата и разнообразна флора и фауна, па како таква била привлечена за голем број истражувачи, љубители на природата, влюбеници во природата. Па така некако и доктор Станко Караман дошол во Македонија во 1922 година со цел да го истражи животинскиот свет кој што бил присутен во нашата земја, и при тие негови истражувања дошол до сознание дека Македонија навистина е исклучително богата со разновидна флора и фауна, и од тука некако се раѓа таа негова идеја за формирање најнапред на зоолошки музеј, а која што идеја се реализира и во октомври во 1926 година. Здраво, јас сум Ивана, сакам да ја прашам тетка Лиле колку време било потребно да се направи овој музеј. Самото уредување дечиња на постојаните изложби на овој музеј, значи во рамките на таа нова музејска зграда, се случувало и се одвивало во две фази, така што првата фаза започнува некаде кон крајот на 1969 година, а завршува во месец октомври во 1976 година,
кога се отворени, значи комплетно се уредени изложбите сместени овдека во приземјето, и тоа минеролошко-петрографската изложба, понатаму палеонтолошката изложба, изложбата во која што се презентирани безрбетниците, ботаничката изложба и ентомолошката изложба. Значи, со завршување на таа прва фаза во уредувањето на постојаните музејски изложби, веднаш се започнува со осмислување на концепцијата за уредување на изложбите кои се сместени горе на спратот, а каде што било предвидено да бидат презентирани сите групи од рбетниците. Така што можеме да кажеме дека комплетното уредување на постојаните изложби завршува некаде во месец јули во 1981 година, значи дефинитивно прилично години се во прашање. Имаш ли ти злато прашање некој што би сакала да го поставиш? Моето прашање е дали желките знаат да пливаат? О, браво, браво, дали знаат да пливаат желките, Мето? Супер, некои желки знаат, некои не знаат. Односно, како што имаме копнени желки на кои што сме почесто научени да ги среќаваме, има и водни желки, живеат во реките или во езерата и се одлични пливачи. Многу време нуркаат, можат да бркаат рибчиња за да се исхранат и пливаат супер. Меѓу прстите, како и птиците, има дури мали пловни кожички. Да завршиме со овој дел овде, баш кај птиците, каде што сме би сакала да прашам, имаме ли ние некои вака птици што ги нема на друго место, или има ли некои примероци од некои птици што ги имало, а веќе ги нема? Така, птиците се многу подвижни и за ендемизам слушнавте на долниот спрат веројатно, меѓутоа за ендемизам кај птиците помалку се зборува затоа што минуваат големи растојанија и така не можеме да зборуваме за птици кои што ги живеат само на пример во Македонија. Бидејќи тие летаат и може да отидат и во Африка. И во соседните земји, и во Африка, и на север, и така. Меѓутоа, за вториот дел од прашањето, да, има повеќе видови птици во Македонија кои што ги имало, а денес веќе не може да се сретнат. Еве, на пример, погледнете овде во ќошот, имаме една чапија лажичарка или ибис, до неизе во црните се ибиси, белата е чапија лажичарка. Тие веќе не гнезда птици во Македонија, односно се исушени блатата во кои што живееле. И не доаѓаат кај нас. Дали е точно? Миграција може да ги видиме се уште, меѓутоа не гнездат повеќе кај нас. Дали е точно дека има лешинари во Македонија? Има лешинарите се во тој дел, се викаат мршојаци правилно на македонски. Да, имаме во Македонија 4 видови мршојаци. Два од нив се веќе истребени, исчезнати се, брадестиот и црниот, тоа се најголемите. Уште два се во многу намалена бројност. Значи египетскиот мршојадец и белоглавиот, тој е најпознатиот белоглавиот мршојадец, се среќаваат со помалку од 20 парови останати во Македонија. Господин Македон, сакам да ве прашам, на кое место поточно се најдени овие фосилни остатоци? Да, добро прашање. Можам да речем дека Македонија е многу богата со фосилен материјал. Имаме неколку локалитети кои се богати со овај материјал. Еден од најбогатите е Киро Чучук во Велес, тоа е старата фабрика за цигли. Таму живееле, значи во тоа време најмногу. Не најмногу, тука се најдени највише, зашто они во ископот на глина, нели, дојдовме до овие материјали. А, така. Тука се наоѓаат на 10 метра длабоко во земјата, не се површински. Така. Све се доле. Друго, едно исто така, локалитета во Неготино, Долни и Горни Дисан, имаме ние и тука имаме фосили од нив, па Башибос, Баријанбос, Прстен, тоа се села во југоисточна Македонија, тоа се турски села, познати тие турци јуруци. Таму исто така е богат локалитет. А после Велес, кај селото Караслари, нарочито кога се правил аутопатот, тогаш најдовме неверојатни фосили и тоа големи примерци кои се и ден денеска во изложбата. Тука ги најдовме тие 4 врсти на носорози, па на горни и долни вилици од мастодонтите и други животни. Тоа се претежно најважни локалитети. Имаме исто локалитет во Делчевско, во Делчево. Други помали локалитети има. Македонија скоро
како да е расфрлена, како да е посеяна со фосилни остатоци, така. Сега да може да кажеме како дошло това. Да имаме ние толку фосили. Македонија некој во времето се вратиме наназад пред милиони години, така барем стручно е речено дека постоеле две мориња, источно и западно. Кога тие настанале вулкански промени и што ти ја знам, водата преку денешен Вардар, да го речеме, истекол во Средоземно море. Сега, баш тоа истекување на таа вода се довлечкани овие животни, се можда фосилни остатоци, можда живееле да речеме позади Шарпланина, денешна дали. Можда живееле уште погоре Црна Гора, Косово и така натаму. Дел од нив водата ги донела? Водата како ги влечела, така тука, после кога истекла, остануваат. Тоа се, обично се наоѓаат каде што има глина. Зашто глината не дозволува, не ја упива водата и стои. А на секој фосил му треба барем вода. Кога е во вода е подобро него кога е на суво. Зашто кога е само на суво, знае површинската вода што нафлегува, таа обично ќе нафлезе 20-30 сантима, и тука трева, растени и така натаму. Тие корени знаат да нафлезат низ фосилите и тука тогаш да ги уништат. Ни се крши и станува кршливи. Имаме тука такви примероци. А кај што е глина, кај наиделе на глина овие фосили, тие се тогаш многу појаки, цврсти и можеме да добиеме поголеми фрагменти. Иначе нашите фосили во Македонија до сега може да кажем дека не сме нашли цело едно животно. Да речеме една мастодонт или антанталопа или носорог и така ги наоѓаме повише фрагментарно како што ги гледаме овде во делови, затоа што Македонија спаѓа во трусно подрачје, тоа е познато и тоа е еден од причините што ние не може да најдеме целосе на овај скелет од животот како што се наоѓа во Америка и во други земји. Се надеваме дека никогаш во иднина може и тоа ќе се случи. Дека ќе се случи зашто доста стручњаци од Бугарија кои доваѓале овде, они рачунат дека во Македонија ќе се најде глава или некои остатоци од првиот човек. Така. Јас како што слушнав, значи има богата, бурна историја овој музеј. Така е. Не е се едноставни случувања околу музеот, така да имаме среќа што еве денеска имаме можност да го имаме во една ваква постојана форма, да можеме да си дојдеме, да си го гледаме, да уживаме во убавините кои што ни ги нуди, во сите оние работи кои што се презентирани и поставени овде. Да би сакал јас на почетокот на овој разговор да поставам едно прашање. Дали она што може да се најде во Македонија се поистоветува со она што го има и во другите земји околу нас, или ние сме различни на некој начин од нашите соседи, би ги нарекол? Па токму тоа го констатирал и основоположникот на нашиот музеј, значи доктор Станко Караман, во текот на тие негови бројни научни истражувања, покрај тоа што констатирал дека Македонија е исклучително богата со разновидна флора и фауна, констатирал дека живиот свет во Македонија, значи и во голема мера се разликувал од останатиот жив свет кој што е присутен, да речеме, во околните балкански простори. Здраво, јас сум Ксенија и моето прашање е што се има изложено во овој музеј? Прекрасно прашање. Да видиме што секи имаме можност денеска да видиме овде кај вас. Благодарам на прашањето. Па добро, во нашите постојани изложби низ овие витрини и диорами дечиња се презентирани некаде околу 4000 експонати, и тоа од минерали, карпи, растенија и сите групи од животните. Значи, како безрбетниците, така и представниците од рбетниците, значи рибите, водоземците, птиците и цицачите. Но тука би напоменала дека покрај овие околу 4000 експонати кои се презентирани во овие изложби, како резултат на нашата долгогодишна активност, пред на оној стручен кадар кој што работи во нашиот музеј, преку таа колекционерска дејност во нашите депоа имаме собрано, колекционирано, односно депонирано
и некаде околу 300.000 и тоа одбрани примероци, значи од флора, фауна и геа на Република Македонија. Практично целото природно богатство на Македонија си го имаме тука собрано на едно место. Значи ќе се изнагледаме денеска. Да. Разни чуда. Супер. Ајде да видиме, имате ли уште прашање? Здраво, јас сум Марко и сакам да прашам што е најстарото нешто што го имате во музеот. Во прашање и мене ме интересираат такви работи, навистина што е тоа што е нешто многу старо, вие го имате овде кај вас во вашиот музеј. Добро, ја би кажала дека има повеќе работи кои што се прилично стари во нашиот музеј, но сепак би ги издвоила амонитите, токму овие тука што можеме да ги видиме во оваа хоризонтална витрина. Инаку дечиња се работи за безрбетни животни кои што имале спирално извиена черупка, а староста се проценува некаде од пред 200 милиони години, значи од таа мезозојска ера, периодот Јура, инаку се пронајдени од околината на Штип, кога Македонија била под вода, била под море. Значи, тоа се најстарите фосилни остатоци кои што ги има нашиот музеј. Здраво, јас сум Софија и моето прашање е што е најинтересно што го имате во овој дел? Благодарам, прекрасно прашање. Ајде сега да ни одговорите што е тоа што е нешто вака посебно интересно во овој дел. Да, посебно интересно се фосилните остатоци од групата на слонови, така наречени мастодонти. Тие се една еволутивна линија во развитокот на слоновите и се карактеристични по тоа што имале вилици, во најголем дел имале заби на горната и на долната вилица. Височината во раменскиот дел била различна, некаде од 2,8 до 3,5 метри и масата била скоро приближно иста како и денешните слонови. Од нив имаме фосилни остатоци од околината на Валандово и од село Вешие Неготинско. Ова овде што е изложено во палеонтолошкиот дел од изложбата. Нашиот стручњак Билјана мисли дека ова глава не е од мајмун, нешто од некој друг цицач кој досега кај нас во музеот не е испитан, не сме имале до сега и она се овој примерок преку фотографии ќе го прати за Бугарија, да таму да се установи кој е животинче е ова. Може да се констатира, се да? констатира дека да речеме некој глушев пример, зборам, некој стаорец ли е или некој помало животинче кој да речеме зајак не, ама некој кој во денешно време не верувам дека ќе ги имаме. Така. Нешто што било некогаш. Ова е за ова година е најрепрезентативен примерок најден во Македонија. Најубавото откритие. Да, најубавото откритие. Се наоѓаме во едно шаренило, би го кажал, од фотографии, растенија, за што поточно Зоран станува збор. Значи, овој дел од постојаната поставка припаѓа на ботаничкото одделение, на ботаничката изложба, во која што се представени хербариумски примероци од поголем број на растенија од територија на Република Македонија, распоредени хербариумски материјал со фотографии, чисто да се направи еден колаж од интересни примероци, да се долови делот од природата, како изгледаат, бидејќи хербариумски примероци во најголем дел губат бојата која што имаат во природата. Така. Да видиме, има некој прашање? Повели Златоје кон камерата, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Лана и моето прашање е што е хербариум? Одлично прашање. Ајде, Зоки, што е тоа хербариум? Тоа е еден стручен израз за растенијата кои што се роѓат во сува состојба и човекот во текот на својата историја, за да ја запознае природата и да види што се развива во неја, пронашол на еден начин за одржување и проучување на растенијата. На правењето на хербариум е еден процес кој што не трае многу долго, има неколку чекори кои што сега вака ќе ги спомнам. Првото е одење на терен, собирање на материјал, поставување во весници, ставање на тежина, менување на материјалот секој ден. Кога ќе бидат суви после 7 до 10 дена во просек, се лепат на табаци, дали се тоа А4 или А3 формат, се става етикета и се пишуваат неколку битни работи кои што се потребни за понатамошното проучување. Прво се пишува локалитетот каде се пронајдени, се пишува надморската височина, се пишува дали е тоа ливада, шума и така натаму, потоа се пишува кој го пронашол и на крај кој го потребил. Подоцна и дечињата во училиште, се надам сега, они се многу мали, но во некоја понапредна фаза во некој од наредните одделенија ќе прават и тие хербари. Секако, тоа се правеше
некаде од 4-то или 5-то одделение, потоа кога учат ботаника, 7-мо или 8-мо одделение, и имаме доста поголем интерес за правење на хербариум и често пати демонстрираме на кој начин се прави хербариумот. Дали е тоа се или имаме уште за гледани со вас? Па воглавно е тука имаме над 100 растенија, изложено од околу 3200 видови колку што има кај нас, вклучувајќи ги мововите со 400 видови и 42 вида се папрати, така да вкупно имаме негде околу 3700 видови. Има едно прашање кое мене ме мачи од детство, еве за крај би сакал да го поставам. Сите знаеме дека во лето, пролет, лето, есен птиците се тука, а потоа заминуваат на југ. Каде заминуваат? Каде е тој југ? Да, тој југ може да биде до Грција само, веднаш на брегот на морето, може да биде во Северна Африка, за некои птици може да биде малку појужно, под Сахара, значи јужно од Сахара. Некои птици, како на пример штрковите, тоа е дури Јужна Америка, Јужна Африка. Значи, различни птици различно се селат, кај некои птици е поврзано со временските услови, кај некои поврзано со нивната генетика, односно знаењето кое што го наследиле од нивните родители. Така да? Кога ќе ни се вратат како од одмор да дошле? Па не е тоа за нив одмор, преселбата на птиците е многу напорна за нив, многу птици умираат при преселба, тие требало да бидат во добра кондиција, добро нахранети пред да тргнат на пат и за многу птици е стресно патување во еден правец, за жал. Опа, беше ли напорно денеска? Да. Малку, нели да? Ама уживавте ли? Да. Каде ви беше поинтересно? Дома или овдека? Овде! А на училиште или тука? Тука! А во игротека или тука? Тука! Многу ми е драго, драги дечиња, да ги поздравиме сите наши гледачи. Сега уште еднаш да им пратиме бакнежи до крај, да им кажеме ова е првиот дел од нашето дружење со Природонаучниот музеј на Република Македонија. Во некој од наредните емисии ќе ви ги откриеме и останатите тајни кои може да се сретнат во овој прекрасен музеј. А до тогаш бидете добри, умни, слушајте ги мама и тато. Голем поздрав од мене и моите другарчиња од основното училиште Јохан Хајник Песталоци. Ве сакам и се гледаме следната недела. До тогаш, чао, пријатно и довидување. Чао! Бакнежи, бакнежи. Ciao!